Триплиране бројот на институциите кои користат електронски услуги, изјави денес министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Добра е прифатеноста. Можам да кажам дека документ менеджмент системот од 20 институции до 2025 година сега брои 45, во најава се уште 20 на нови, што значи го дуплираме, триплираме бројот на институции кои што користат електронска архива, електронско потпишување, електронско водење на предмети, го триплиравме бројот и на електронски услуги, така што тоа покажува дека има интерес од институциите. Секако одредени институции ни се малку поназад, но ние стоиме на располагање со ресурсите што ги имаме да помогнеме да овој процес се развива напред. Андоновски ги издвојува институциите кои во однос на другите отишле напред. Предводници во државата се и делот на одбраната, Народната банка, фондовите, дел од фондовите, така што царината има добри исчекори изминатиот период, така што имаме партнери кои што навистина имаат одскокнуваат од останатите. Кај другите институции ние не очекуваме дека тие самите треба да преземат чекори за дигитална трансформација, туку ние им ги нудиме алатките на располагање. Дали трансформацијата има отпор поради било кои причини? Постои одреден страв кај определена група на луѓе, би рекол, не е толку генерацијски колку што е повеќе стравот од учење на нови вештини, но во рамки на овој проект кој што го спомнав, ние ќе подготвиме дигитална платформа за учење, на која што ќе бидат достапни сите ресурси за сите вработени во јавната администрација. Што значи дека секој кој што е заинтересиран ќе може да учи од определена област која што го интересира, е поврзана со неговото секојдневно работење во администрација. Тука ни помогна и Oracle, со кој што потпишавме договор со Oracle Академијата, за кој што ќе бидат достапни голем број на курсеви за сите граѓани на државата, така што во таа насока ресурсите стојат на располагање, ќе биде прашање на желба, волја, главно од страна на менаџерите на институциите, за да и вработените ги преземат овие активности. Подготовките за полагање државна матура се при крај. Останува уште да се среди со наблюдувачите и тестаторите, изјави денес министерката за образование Весна Јаневска. Државната матура се подготува по процедура, веќе тие се речиси сосема готови, останува да се средат наблюдувачите и тестаторите и да пристапат како и лани на одржување на државната матура, која лани, за разлика од претходните години, покажа подобри резултати, помалку употреба на недозволени активности од учениците, а се надевам дека и оваа година ќе биде така. Со државната матура немаме никакви проблеми годинава. Дали контролите ќе бидат на повисоко ниво? Контролите се по процедура предвидени, станува збор за интегритет на луѓето кои ги спроведуваат. Јас се надевам дека од година на година тоа ќе биде се поуспешно. За интенцијата на Министерството, сегашната двосменска да се трансформира во едносменска настава, Јаневска изјави дека бројот на училишта кои преминале на новиот образовен режим се зголемува. Дефинитивно расте бројот на школи кои ја аплицираат едностенската настава, при тоа расте и бројот и на школи кои се оптимизираат, што е одлична вест за нашата држава. Во моментов, таму каде што е најгусто населението или најголем број на ученици, се уште сме во фаза на доградба на капацитети за спроведување на едносменската настава. Последното училиште кој јас го посетив во правец на едносменска настава, која ќе почне од септември, е едно училиште во општина Ајрод, се извинувам, во општина Ѓорче Петров, но истото се случува во фази и во другите општини. Социјалдемократите и ВМРО-ДПМН денеска меѓу останатото се обвинуваат и за интеграцијски обструкции. Тука ништо не се случува. Нема реформи и не се прави чекорот кој што е потребен за да ние ги почнеме преговорите со Европската Унија, да се отворат преговорите по поглавијата. Човекот кој што сега стави вето на пристапниот процес на Македонија во Европа има име и презиме, се вика Христијан Мицкоски. Граѓаните и државата тоа не го заслужуваат. Регионот оди напред, нас повеќе никој не спомнува. Во текот на вчерашниот ден, еврокомесарката Марта Кос имала средба со грчкиот премиер Мицотакис и кажува дека се работи и дека има прогрес од Црна Гора, Албанија, Украина и Молдавија. Нас никој повеќе не спомнува. Од ВМРО-ДПМН за антиинтеграцијски став го обвинуваат Филипче и Социјалдемократскиот сојуз.
Сега приоритет на агендата на Филипче, како да е кочењето на интеграциите на Македонија, за да врват бизнисите на Заев. Филипче и раководството на СДС, кое тој го предложи, а е померак на Заев, сега ги блокираат законите кои се важни во делот на Европската агенда или интеграцијата на Македонија во ЕУ. Државниот пазарен инспекторат ја информира јавноста дека во согласно со одлуките на владата донесени со цел ублажување на економските последици и заштита на домашното земјоделско производство, ќе врши засилени инспекциски контроли на пазарот на ѓубрива. Како највисоки цени на залихите во трговија на големо на неоргански ѓубрива се утврдуваат цените што се применувале во трговијата на големо на 15 април 2026 година, намалени за 10%. Се ограничува највисоката бруто профитна маржа во трговијата на големо и мало на неоргански ѓубрива до 5%. Се ограничува највисоката бруто профитна маржа во трговијата на големо и мало на органски ѓубрива, органоминералните ѓубрива, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата до 10%. Дополнително се воведува обврска за континуирано снабдување на пазарот со вештачки ѓубрива. Трговците на мало се должни месечно да обезбедуваат и продаваат најмалку 70% од просечната количина што ја набавиле во 2026 година, додека трговците на големо се обврзуваат да ги снабдуваат трговците на мало со најмалку 70% од просечно продадените количини. Одлуките ќе се применуваат заклучно со 31 мај 2026 година. Бугарскиот сојуз на земјоделци известува дека цените на ѓубривата во Европската унија драстично се зголемиле за речиси 50% на годишно ниво. Според трговската организација, главната причина за финансискиот удар врз земјоделците е воведувањето на механизмот за прилагодување на јаглеродната граница, која го оданочува увозот на стоки со интензивни емисии на јаглерод од трети земји. Големата европска организација на земјоделци, Копа-Когека, чиј член е Бугарскиот сојуз на земјоделци, веќе упати итен апел до Европскиот парламент и Комисијата за животна средина. Земјоделците бараат активирање на заштитниот механизам, што би овозможил привремено суспендирање на данокот на јаглерод во време на криза, за да се избегне банкрот на земјоделските производи. Просечната бруто плата пресметана во февруари годинава во Србија изнесува 160.067 денари, односно 1.363 евра, додека просечната нето плата изнесувала 116.127 денари или 988 евра, објави денес Републичкиот завод за статистика на Србија. Медијалната нето заработка изнесува 91.399 денари, односно 778 евра, што значи дека 50% од вработените оствариле заработка до тој износ. Нацрт декларација за понештување на одлуката за признавање на Косово на територијата на ЗЕТА беше поднесена до локалниот парламент на таа црногорска општина на 24 април. Ово го објави лидерот на Демократската народна партија Милан Кнежевич на социјалната мрежа Facebook. Во документот што го објави се наведува дека предлогот за вклучување на гласање за оваа декларација на дневен ред на седницата на локалното собрание бил поддржан од 18 од 32 советници во ЗЕТА. Во Црна Гора денес 24 април ќе стапат на сила измените на Законот за работни односи со кој законски ќе се врати возраста за пензионирање од 66 на 67 години. Оваа одлука која директно влијае на пазарот на трудот во регионот предизвика жестоки дебати меѓу владата и тамошната опозиција. Нурковиќ, кој е заменик претседател на парламентот, вели дека главниот мотив за зголемување на возраста за пензионирање бил да се задоволат барањата на синдикатите и пазарот на трудот. Штип ќе биде местото каде ќе биде инсталиран интегриран центар за безбедносни операции кој ќе биде насочен на упредување на сајбербезбедноста и дигиталната отпорност. Системот се однесува на земјите од Западен Балкан и ќе функционира според највисоки меѓународни стандарди. Овде ќе се едуцираат и обучуваат сајбер професионалци кои ќе имаат специјални безбедносни задачи. Ќе има двојна намена, односно треба да биде центар каде што ќе се обучуваат идните кадри во областа на сајбер безбедност. Промовираме нов центар за сајбер безбедност, заеднички центар, регионален центар на кој ќе се приклучат и Албанија и Црна Гора, со кој центар
ќе овозможиме поголема отпорност на институциите кон дигиталните, односно сајбер заканите, но и ќе создаваме човечки капитал, стручни лица, кои ќе се грижат за нашата безбедност. Овој проект има огромно значење за формирање на така наречениот академски цирт. Тоа е центар за одговор на сајбер инциденти во академскиот сектор, кој што ќе значи, како што кажа и претходните говорници, подготовка на кадар со наставни содржини, сертификација на кадри кои што дајат од реалниот сектор, но и одговор на сајбер инциденти кои што можеби во симулација или во реалност се случуваат во академскиот свет или на академските мрежи. Огромно е значењето на овој проект за Штип и за УГД, од аспект дека станува регионален центар за одговор на сајбер инциденти во делот на академската заедница, што значи дека кадри и од Македонија, но и надвор од Македонија, од регионот ќе се подготвуваат во овој центар, ќе се сертифицираат. Овој центар ќе има и друга, многу поголема и поважна цел за академската, но и за националната безбедност. Има за цел да образува високи професионалци и експерти од областа на сајбербезбедноста и информацијските технологии, кои што ќе се едуцираат по најсовремени меѓународни прифатени стандарди, а водени од ментори, од професори од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, во соработка со партнерската мрежа на CRDF Global, како и експерти од Институтот за софтверско инженерство при Карнеги Мелоун, Универзитетот во САД, што е еден од најдобрите во оваа област во светот. Проектот е поддржан од Бирото за Европа и Евроазија при Министерството за надворешни работи на Соединетите Американски држави. Во просториите на територијалната противпожарна единица Штип денеска беа донирани противпожарни возила, лична заштитна и придружна опрема за ТПП од Штип, Конче, Радовиш и Неготино. На настанот присуствуваа представници на спомнатите општини и веде амбасадорката на САД во Македонија. Оваа донација доаѓа во вистински момент, особено ако се има предвид дека се приближуваме кон летниот период, кога статистички ризикот од пожари значително се зголемува. Токму затоа, секоја инвестиција во подобрување на капацитетите за превенција и интервенција има непроценлива вредност. Особено радува фактот што донацијата опфаќа современи противпожарни возила, специјализирана противпожарна опрема, заштитни униформи за интервенции при урбани пожари, како и дувалки за справување со шумски пожари. Во име на Соединетите Американски држави доницијата е предаде веде амбасадорката Никол Барнс. Денешната донација озбамужена се со поддршка на Европската команда на Соединетите Американски држава обезбедува возила за спасување, заштитена опрема и специјализирана опрема за општините Штип, Радовиш, Конче и Неготино. Овие се практични средства, но нивното влијание е длабоко. Тие ја унапредуваат вашата способност за брза и ефикасна реакција при шумски пожари и помагаат да се осигураме дека оние кои ги штитат другите, тоа ќе можат да го прават побезбедно. Првите луѓе на општините Конче, Радовиш и Неготино искажаа благодарност, потенцирајќи колку нивната противпожарна опрема е важна за нив. Ваквата можност да се примат вакви донации за општина Радовиш е пред се и предпоставам за другите општини се и текако од големо значење. Оваа донација која што општина Неготино ја прима е од огромно значење, со оглед на тоа дека во 2024 година ние како општина Неготино се соочивме со огромен пожар, кој што за жал уништи огромен број на шумски насади, кои што допрва треба да ги обновуваме. Ова опрема специјална за гасење на пожари и ова моторно возило се први како донација. Ние нема да застанеме како локална самоуправа, како што споменав, значи во тек е формирање ова ново здружение. Дигиталното евидентирање и наплата на паркинг во Штип во голема мера ја смени сликата во централното градско подрачје. Евидентно е намален сообраќајниот метеж и полесно се наоѓа слободно место за паркирање.
Јавното предпријатие Стипион прв во државата го воведе системот кој покажува револуционерни промени во однесувањето на возачите, безбедноста во сообраќајот и ефикасност во наплатата. Евидентно е намалувањето на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје и возачите за нијанса полесно наоѓаат слободно паркинг место, а ние во дејноста добивме многу поголема функционалност и ефикасност во работата, изголемување на приходите од наплатата на позициите за паркирање. Во моментов, јавното предпријатие Стипион располага со 2 специјализирани возила кои на терен се во 2 смени. Оперативно функционираме со 2 возила кои патролираат и очиктуваат сообраќајните таблички во најголем дел од предвидените позиции за паркирање. Дел од позициите се покриени од контролори за паркирање и на овој начин во целост ги исполнуваме нашите потреби за организирање на работните активности. Иако наплатата на паркирањето во Штип е во функција и задолжително од 2010 година, воведувањето на новиот систем донесе фрампантни анализи. За 20 на денови активна работа имаме над 12.000 евидентирани прекршоци со неплатено паркирање или непрописно паркирање, а оваа бројка во првите денови достигнуваше над 1000 возила на дневна основа. Од денес истекува рокот на опомени кој јавното предпријатие Стипион го одреди како тест фаза. Од денес завршуваме со опоменување и започнуваме со редовна работа. Повторувам, неселективно ќе се санкционираат сите возила без исклучоци. Апелирам до возачите совесно и одговорно да го користат јавниот простор за паркирање. Со овој начин на работа, јавното предпријатие Стипион Штип станува најефикасно јавно предпријатие во државата и пример кој останатите јавни предпријатија сакаат да го следат и веќе бараат сугестии како да го имплементираат новиот начин на работа. Моја лична сатисфакција е што веќе се препознава потенцијалот од нашиот начин на работа и веќе ме контактираат голем број од колегите од јавните предпријатија од сите поголеми градови во државата. На дел од нив веќе им го презентиравме системот и сите придобивки од него, а дел од нив ги очекувам во работна посета во следниот период за да ги споделиме нашите искуства со нив. За Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Штип, хаосот во здравството продолжува, а пациентите се оставени на милост и немилост. Повод за нивната денешна пресконференција е дефектот на мамографскиот апарат во клиничката болница Штип. Според информациите, пациентите ќе се испраќаат во Кочани за снимање, додека резултатите повторно ќе се читаат во Штип. Тоа значи дека граѓаните ќе бидат принудени да патуваат од еден град во друг, односно во еден град да се снимаат, а во друг да ги добиваат резултатите. Ова е класичен пример на неорганизираност, неспособност и целосна негрижа за граѓаните. Од Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев Штип денес започна парламентарниот караван 2026. Парламентарниот караван е иницијатива на Собранието на Република Македонија со цел да се доближи работата на законодавниот дом до граѓаните, особено до младите и студентите преку директна комуникација и запознавање со неговите надлежности. Фактот што сме избрани како домаќин на овој настан е голема потврда за придонесот што го прави академската заедница кон поттикнување на младинското учество и креирање на критичката мисла кај младите. Од парламентарните избраници денес на караванот во Штип беа Благој Бочварски и Душко Иванов. Направивме една средба на која што мислам дека поминавме добро. Имаше интерес од самите студенти, ги интересираше работата на законодавниот дом, начинот на постапката на нови закони, на измени и дополнување на одредени закони. Деловникот за работа во собрание, како се работи во собрание, имаше идеи за некакви измени и дополнување на одредени закони. Сметам дека Штип треба да биде лидер во еден ваков тип на дискусии, на дебати, кој што е политички, културен, но и историски центар на државата. Сите они идеи и предлози кои што тие може да ги дадат како млади луѓе за нас се од исклучително значење и од исклучителна важност. Ние како денешни политичари треба да ја дадеме својата поддршка и придонесот и на младите луѓе, но и на сите политички текови да одат во насока на подобрување на општествената клима во државата.
За студентите ова е добра можност да слушнат од пратениците и искуства кое нив ги интересира, но и да објаснат што се пратениците можат во парламент. Како студенти, ова ни е од особена важност поради тоа што поблиску се запознавме со самите пратеници при собранието, самата работа на законодавното тело, како и можноста за граѓански иницијативи и ние младите активно да се вклучиме во процесот на донесувањето на законите и останатите општи акти. Дали редовно ја пратите работата на парламентарниот состав? Да, редовно ја пратам работата на парламентарниот состав поради тоа што сум студент на правни студии и особена важност е да се прати самата работа која што потоа ни помага за практично вреднување на самите акти кои што се донесуваат при самото законодавно тело. Дали можеби се гледате воеднина во парламентарниот состав? За сега немам таква идеја, но некогаш можеби ќе ми се допадне преку вакви повеќе парламентарни каравани да бидам дел од парламентарниот состав. Екипата на телевизија Стар, како што е вообичаено кога се работи за петок, е тука на градскиот пазар. Општа оценка на оние со кои што разговаравме од граѓаните кои ги обиколија пазарните тезги во овој момент е дека меѓу најскапите производи се краставиците, пиперот, доматите. Држат цена како што велат и малку се попристапни теквичките, марулата и останатото зелениот дел од производите. Но еве што по-конкретно тие тврдат за денешниот пазар. Скапо е. А што е најскапо? Ја пиперов 150. Вие кровидо 151. Две пиперки сте взема? Пиперки аблак. И колку е? 150 килото. Се исто. Нема скапо ефтино. Немам појма што е најефтино. Најефтино е тиквични тука ги најдо, ефтинки и така. Колку? 3 за 50 динара. Денеска на пазара најефтини се красавиците. 40 динара. Господин Ангелов, купувачите велат дека овој петочен пазарен ден е малку поевтин од претходниот. Дали се согласувате со нив и што е тоа што е поевтин? Мислам целосно согласувам со граѓаните, затоа што денеска тиквата е многу намалена, броколата намалена многу. Пипер беше минатиот петок 200 денари. Сега е 150 до 140 денари. Краставиците 40 до 50 денари. Патлиџанот е од 80 до 140 денари. Во Штип на 74 годишна возраст почина Стојан Михов, долгогодишен судија и претседател на Основниот суд во Штип. Во правната фела важеше за бескомпромисен и одлучен судија кој секогаш ги бараше предизвиците во најсложените судски предмети. Погребот на Михов се изврши денес на градските гробишта во Штип. Видео на кое се гледаат китови и делфини како се играат заедно во океанот, снимено веднаш до островот Некер во Исланд, ги воодушеви корисниците на социјалните мрежи. Иако еколошката состојба во светот, особено во однос на политиките за заштита на животната средина, често е загрижувачка, оваа видео носи позитивна приказна. Всушност, глобалните напори за зачувување на китовите кои беа на работно истребување пред неколку години, сега даваат резултати. Благодарение на меѓународната соработка, китовите се враќаат во своите природни живеалишта, а нивните популации повторно растат. Утре времето претежно сончево, температурите до 22 степен. Ветрот со брзина од околу 12 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 44%. Температурите по градови се следните. Штип 22 степени, Карбинци 21, Пробештип 20, Чешиново Облешево 21, Кочани 22 степени. Виница 20, Македонска Каменица 17, Делчево 20 и Пехчево и Берово со по 18 степени. Според православниот календар, утре ден посветен на преподобен Исаак Сирин II. Во католичкиот на евангелист Марко.